на Канал 8, добро дојдовте. Ловците, земјоделците и сите граѓани во регионот ќе можат да користат бесплатна апликација за мобилен телефон преку која ќе пријавуваат откриени трупови од угинати диви свињи. Целта е да се спречи брзото ширење на болеста африканска свинска чума, што веќе е присутна во соседните држави на Балканот. Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации ФАО ги известува земјоделците, ловците и другите граѓани во Кочанскиот регион дека во рамки на напорите за рано откривање и реагирање на смртоносната болест кај свињите африканска свинска чума, заедно со проектниот тим Мамалнет додадува нови функции во нивната бесплатна мобилна апликација Имамалија со цел на времено известување за откриени трупови на диви свињи низ Балканот и пошироко. По измената на апликацијата Имамалија, секој корисник може во рок од неколку секунди да пријави откривање на труп на дива свиња, со што ќе помогне во борбата против африканската свинска чума, информираат од ФАО. Корисниците можат да ги пријават геокоординатите, нивото на распаѓање и полот, па дури да испратат и фотографија од трупот на дивата свиња. Покрај новата функција, ФАО ја преведе апликацијата на македонски и српски јазик и ќе работи на олеснување на незината употреба од различни целни корисници на Балканот. Иако ловците се главна целна група во откривањето на дивите свињи, земјоделците и граѓаните рекреативци и секој кој посетува шума може да придонесе за откривање трупови на диви свињи. Колку повеќе луѓе пријавуваат угинати диви свињи, толку полесно надлежните ќе можат да ја контролираат болеста. Доколку навреме се пријави, трупот на дивата свиња може да биде уништен или правилно да се отстрани, за да се намали понатамошна контаминација. Апликацијата е достапна на македонски јазик и на мобилните телефони со оперативните системи Android и iOS. Во Европа, африканската свинска чума постепено се шири почнувајќи од Грузија, каде што влезе во 2007 година, а потоа низ Централна Европа навлезе во повеќе држави. Болеста е веќе присутна и на Балканот, при што во Бугарија, Грција, Романија и Србија се пријавуваат епидемии и се заканува нејзино проширување низ целиот регион. Смртоносната болест носи огромни економски трошоци и значителни нарушувања на трговијата, сериозно влијае на руралната екзистенција, доколку не се открие навреме. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе ги санира оштетувањата на дел од цевководот и на резервоарот за геотермална вода. За таа цел ќе се потрошат околу 5000 евра, а постапката за избор на изведувач на работите трае до почетокот на септември. Над 300.000 денари од сопствената сметка ќе издвои комуналното предпријатие Водовод за поправка на дел од цевководот и резервоарот за геотермална вода на локацијата кај Горни Подлог. Ваквите трошоци се во рамки на активностите за одржување и санација на оштетувањата на системот, што се предизвикани поради дотраеност на материјалот. За разлика од вонредните поправки на изолацијата на главниот цевковод, што се прават скоро секоја година, во овој случај станува збор за вообичаена постапка за одржување на еден од виталните делови на геотермалниот систем. Процедурата за реализација на санацијата е веќе почната, при што деновиве тече рокот на јавниот повик за избор на изведувач на работите. Потоа се очекува да следуваат и активностите на терен. Рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 1 септември. Иако не станува збор за нова инвестиција, активноста вообичаено се прави на одредени временски периоди, со што се обезбедува стабилност и исправност на целиот систем. Се работи за релативно мал зафат за отстранување на кородираните и поставување нови цевки, како и нивна соодветна антикорозивна заштита. Договорот ќе биде со важност од 1 година, а со оглед на периодот во кој се реализира активноста, кога нема интензитет во користењето на геотермалниот систем, обврска на изведувачот е санацијата да ја реализира во период од 3 дена по добивањето писмена нарачка од овластено лице во комуналното предпријатие Водовод. Општина Кочани објави уште еден повик за пријавување лица кои ќе бидат ангажирани во проектот за општинско корисна работа. Лицата треба да бидат од евиденцијата на Агенцијата за вработување, а ќе извршуваат услуги со кои им помагаат на граѓани од социјално ранливите категории.
Општина Кочани објави уште еден јавен повик за пријавување заинтересирани невработени лица кои би биле работно ангажирани преку програмата за општинско корисна работа. Преку проектот Сестра на грижа, тие ќе бидат ангажирани на скратено работно време од 20 работни часови за период од 6 месеци, доколку поседуваат соодветен сертификат за давање социјални услуги, на 7 месеци ако преку програмата треба да се стекнат со таков сертификат, или пак на 9 месеци доколку се вклучат во поддршка на деца со попреченост во редовниот наставен процес. Невработените лица кои се евидентирани во Агенцијата за вработување и кои ќе се пријават за учество во програмата Општинско корисна работа, треба да припаѓаат на една од предвидените целни групи, односно да се долгорочно невработени над 12 месеци во евиденција со предност на невработените над 5 години, да се млади лица до 29 години или пак постари од 50 години, да се лица корисници на гарантирана минимална помош или пак корисници на паричен надоместок по основ невработеност. Исто така може да се пријават и лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа или пак жртви на семејно насилство. На проектот своја пријава можат да поднесат и лица со попреченост, жени припадници на ромска етничка заедница и на останатите етнички заедници, или пак лица припадници на ромската етничка заедница. Исто така може да се пријават и лица на кои им е решен статусот со лична документација, самохрани родители, родители на деца со пречки во развојот, родители на 3 и повеќе деца, како и лица со незавршено средно или пониско образование. Од пријавените за проектот Општинска корисна работа, 3 лица ќе бидат ангажирани како образовни асистенти, при што предност ќе имаат децата со попреченост до трето одделение. Кандидатите за оваа позиција треба да имаат завршено високо образование. Исто така, 5 лица ќе имаат ангажман како придружник помошник на стари и изнемоштени лица во Кочани и во руралните населени места во општината. При тоа предност при изборот ќе имаат лицата од Оризари, Бели и Грдовци, а кандидатите за оваа позиција треба да се со основно или средно образование. Право за учество во програмата Општинско корисна работа имаат сите невработени, при што предност им се дава на лицата кои за прв пат ќе се пријават за учество во програмата. За кандидатите кои ќе бидат избрани и вклучени во општинско корисната работа е предвиден паричен надоместок во висина од 9000 денари во бруто износ, со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или пак професионална болест. Собствениците на игротеките и рестораните најавуваат протести доколку итно не се донесат решенија и протоколи за нивно работење и исплаќање на помош од државата. Во оваа дејност функционираат над 1000 субјекти на кои им се заканува банкрот. Игротеките, објектите за прослави, како и салоните за свадби, крштевки, родендени, бараат од владата итно носење протоколи за работа, бидејќи веќе 6 месеци се принудно затворени. Во спортивно велат дека својот револт ќе го искажат на протест. Од групацијата велат дека фирмите веќе се соочуваат со опомени за неисплатени плати, а тие немаат никакви приходи за да ги подмират трошоците. Голем дел од нив платата од јули немаат средства од каде да ја покријат. Веќе се соочени и со опомени зашто платата за јули месец не е помината, бидејќи тие правни субјекти немаат приход, немаат никакво работење и немаат од каде да ја поминат. Сега нивниот финансиски проблем е многу поголем отколку што беше пред пандемијата, велат од групацијата. Доколку се увиди дека се уште немаат можност да ја вршат својата дејност, тие до владата испратија барања за 6 пакет мерки со кои би им излегле во пресрет, бидејќи државната помош за надминување на корона кризата беше наменета за април, мај и јуни. Субвенции за плати за сите досегашни и идни месеци, додека се принудно затворени од институциите, во износ од минималната бруто плата. Одложување од обврските за плаќање кон предпријатијата кои вршат комунални дејности до крајот на годината. Ослободување од обврските за аконтативно, односно однапред плаќање данок на добивка и персонален данок на доход. Ослободување од плаќање на данок на имот спрема општините за месеците за кои принудно не вршат дејност. Мораториум со репрограм за кредитните обврски спрема банките до крајот на годината. Еднократна парична помош за сите објекти врз основа на претходно определени критериуми и параметри засновани на годишни приходи и платените даноци во изминатите години. Во оваа дејност функционираат над 1000 субјекти на кои им се заканува банкрот.
Во моментов во Кочани 51 лице е во самоизолација и под постојан надзор од Оделението за внатрешни работи. Во последните 24 часа казни за непочитување на мерката самоизолација нема, а за неносење маска полицијата казнила 7 лица. 51 лица од Кочани кои имале директен контакт со заболени лица се во самоизолација, информира Александар Максимов од Оделението за внатрешни работи Кочани. Тие лица се под постојан надзор и следење за утврдување дали ги почитуваат мерките за самоизолација или не. Издадени со решение за изолација заради спречување на ширењето на заразата, вели Максимов, и додава дека доколку некои од овие лица ги прекршат мерките за 14-дневна самоизолација, следува кривична пријава. Во последните 24 часа нема прекрашување на оваа мерка, вели Максимов. За неносење заштитна маска затекнати и казнети се 7 лица во изминатото деноноќие. Од почетокот на епидемијата просечно на ден во Кочани се казнуваат околу 5 до 6 лица за непочитување на уредбата за носење лична заштита заради спречување на ширење на заразата предизвикана од COVID-19. Од почетокот на важење на уредбата до сега Оделението за внатрешни работи Кочани казнило 600 лица за неносење маски. Во уредбата се пропишуваат глоби од 20 до 2000 евра за непочитување на пропишаните должности за неносење на лична заштитна маска, шал или марама. Инаку заштитна маска според одредбите на Министерството за здравство и владата треба да се носи во затворен простор и е задолжителна, а на отворен доколку не може да се држи растојание од 2 метри. Според извештајот на Министерството за здравство, во текот на вчерашниот ден направени се 1414 тестирања, а регистрирани се 137 нови случаи на COVID-19. Во Кочани во моментов активни на коронавирусот се 29 лица. Творештвото на младата авторка Марина Гоцевска од Кочани представено пред Штипјани. Во Домот на млади во Штип промовирани се 2 нејзини книги. Промоција на 2 книги на младата авторка Марина Гоцевска се одржа во Домот на млади во Штип. Станува збор за книгите Кога срцето гори и Сакам љубов да дишам, кој Гоцевска ги промовираше и во Кочани. Промоцијата се одвиваше според сите протоколи за заштита од COVID-19, а промотор и рецензент на 2 книги беше афористичарката од Кочани Ленче Стојменова, која пред присутните на промоцијата ја прочита рецензијата и зборуваше за младата и талентирана авторка Гоцевска. Организатор на манифестацијата беше Мирче Кикиритков од Домот на млади во Штип, на чија покана Гоцевска ги промовираше 2 книги. Авторката истакна дека представувањето пред јавноста во Штип многу и значи и представува поттик за пишување и творење во иднина. Чест и задоволство ми е што бев дел од манифестацијата во Штип, што беа промовирани и моите 2 книги, Кога срцето гори и Сакам љубов да дишам, на која што промотор беше Ленче Стојменова. Голема благодарност до организаторот Мирче Кикиритков, кој што е исто така организатор во Дом на млади. Публиката беше задоволна, а Искра Постолова им даде живот и душа на стиховите, кој што исто така беше интерпретатор на стиховите и навистина беше прекрасно. Срекна сум што има можност да ги слушнат стиховите, да се соживеат со мојата поезија и се надевам дека ќе биде промовирана и во многу други градови. А книгите се со љубовна тематика, најчесто пишувам за љубов и за животот, а Сакам љубов да дишаме баш намената за ова време, кога станува збор за едно комплицирано време и да дишаме љубов постојано, затоа што животот и љубовта се ни еден најголем подарок кој што можеме да го добиеме. Гоцевска инаку е активна на повеќе полиња, а често зема учество и на литературни манифестации. Последно беше учеството на поетската манифестација Велешко културно лето, на која учествуваа повеќе автори од државата и странство. Гоцевска не застанува тука со пишувањето. Веќе подготвува 2 нови книги кои ќе представуваат освежување и пријатно изненадување за љубителите на пишаниот збор.
Почитувани исто прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.